Вие, господарите, бидете справедливи спрема своите слуги и давајте им го она што е правично, зашто знаете дека и вие имате Господар на небесата. Послание до Колосјаните 4:1. Иако оваа библиска поука е наменета за времињата во кои се уште постоеле господари и слуги, сепак незината значајна порака би можела да се применува и во денешно време. Имено, господарството или позицијата на власт не треба да подразбира право на надмоќност или на сурово однесување кон другите, туку првенствено одговорност да се постапува со честност, со почит и со човечност во односите со сите. Правичноста пак, што Библијата честопати умее да ја нагласи, значи многу повеќе од слепо следење на некакви правила. Таа подразбира срдечно разбирање, сочувствување и способност да се препознае вредноста на секој човек без оглед на неговата положба во конкретното општество. Од тука вистинскиот авторитет не се гради со страв, туку со доверба. Па така, кога оние што водат би покажале почит кон оние што следат, би се создало здраво и праведно окружување, во кое секој може да расте, да придонесува и да се чувствува уважено. Вие, господарите, бидете справедливи спрема своите слуги и давајте им го она што е правично, зашто знаете дека и вие имате Господар на небесата. Послание до Колосјаните 4:1.